17:45 терминот кој е резервиран за уште едно издание на Живот на преказна. И овој пат срдечно ќе ве поздравам од нашето студио и секако топло ќе ви препорачам да слушнете уште едно животно искуство и секако кој е мојот денешен соговорник кој ќе раскаже својата животна преказна. Јас сум Здравкица Милич, а вие од кратката најава ќе слушнете за кога станува збор. Можеш да ме сакаш или мразиш, но на ова срце рани ќе стојат ко те то важи. Роден е во 1996 година во Скопје. Од мали години ја открива својата страст кон музиката и рапот. Со текот на времето изгради препознатлив стил и стана еден од водечките артисти на македонската хип-хоп сцена. Дами и господа, ова е приказната на Христијан Тасковски Таско. Животов дозволи пак буден да сањам, ова не е преку ноќ, никад не го ставај така, не сме били. И повеќе нема да бидам сама во студиото, ќе кажам топло добре дојде за Христијан Тасковски или Таско, како повеќе сакаат да те кажат добре дојде. Да, повели Таско, одлично, ти благодарам. Ете прв пат и мене некој да ме праша во емисијата како сум, бидејќи тоа е некако почетокот на оваа емисија, да ги прашам од срце. Искрено, бидејќи имам чувство дека тоа најмногу заборавам, искрено ги прашаме луѓето како се. Да, најчесто прашање, ама не често толку со некоја, да речеме, намера, некој од култура, да, некој од култура, а некој стварно да се интересира како си. На кого прво се сеќаваш кога ќе се разбудиш наутро и сакаш да прашаш како? Искрено, жена ми. Да, жена ми. И кога е тука и кога не е тука? Да, затоа што, например, она кога ќе стане од спиење има некој путрински ритуал, прави некои работи и не прави муабет едно 20 минути. Првите 20 минути не прави муабет. И не можеш да провалиш како? Да, и не можам да провалам како и само ради тоа сакам да ја прашам како си од Сабајле. А пораки, кому знаеш најчесто да пратиш? Знам да се јавам кај кумот, например, тој ми е еден од луѓето кои што сме цело време заедно и најчесто ради тоа што и двајцата имаме релативно исти години децата ни имаат, еден месец се разлика, да, и се слушаме наутро со него од Сабајле кога ќе станам прва работа, кога ќе станам, например, кога ќе се освестам, него му звонам прво и кај си, шо пиеш и како си. И брат ми исто, да, и на брат ми му се јавам. Супер. Роден си во Скопје, твоето прво живеалиште е Чаир, така срцето на градот. До колку години живееше во Чаир? Во Чаир живеев до мојата 7-8 година. Тука беше плюс-минус второ оделение се преселив. Таму ми се најраните сеќавања од детството, да не речам, и она дружење со луѓе од различни етнички заедници, функционирање тука на улица сите заедно, секој со своите мани, предности и работи кои што го осликуваат. До, да речеме, второ оделение се пресели веќе во Лисиче. Но многу е важна таа база. Или на сам почеток, како што кажа и веќе меѓуетнички односи така натаму, сепак тоа е едно убаво искуство. Јас сметам дека тоа е едно од најбитните работи кај едно дете, кога, например, пошто ние кога сме како деца не знаеме за тоа кој каков е, за никакви разлики не знаеме, едноставно можеби да знаеме за разлики од тоа кој е боле фудбалер или кошаркар, единствената разлика што ни интересира или кој е побрз, е таа, меѓутоа за тие останати други разлики не сме имале никаков, да речам, никакви предрасуди, никакви проблеми околу нас. Сме живееле, сме функционирале сите заедно, на Бадник се знаело, на Божик и кога се палат огновите да дојдат од други етнички заедници луѓе тука заедно да се дружат исто. И Бајрам кога ќе дојде да се носат баклави и слично, така сме функционирале. И да, сметам дека тоа е една од клучните работи која што играла голема улога во понатамошното развивање и созревање во мојот живот. Најважно е дека постојат само добри и лоши луѓе. Да. А тоа го знаеш уште од мали ноза и сите работи некако до 7 години доаѓаат. Така да после се селите во Ново Лисиче. Во Лисиче, да, во Горно Лисиче. Во Лисиче и до таму си до ден денеска, така? Да, до ден денеска сум таму. Мислам, функционирам таму, се навикнав да живеам таму, некако ми е многу доста мирно, пошто живеам во куќа. Ми е мирно, пробав да живеам одреден временски период во стан, некако не се навикнав како затворен да бев во некој затвор ми беше и некако не се навикнав. Навикнат сум да имам слобода, да имам двор,
да можам да искочам надвор да пијам кафе и сите тие останати работи. Значи таму е твоето место, твојата оаза. Имаш ли до ден денеска пријатели од Чаир? Да, иако генерално они се, мислам, тука се пак населени негде низ Скопје, нели животот како што ги терал после со тек на време, женачки, мажачки и сите останати работи си имаат раселено. Имам неколку другари кои се уште живеат во Чаир и до денеска функционираме, се смееме, се зезаме, кога ќе отидам на Чаир ме носи патот често. Имаш само убави спомени од детството? Во Чаир да. Во Чаир искрено да. Иако ќе кажам дека на пример начинот на растење во Чаир е многу поразличен од некои други населби. Во што е разликата? Зборам во разлика од тип на докажување на тоа кој колку може, кој е посилен, кој е, мислам, посилен од тип на во игри, дали во проблеми, некои детски ние кои што сме ги имале во тој период и слични работи. Меѓутоа, компетитивноста прави, мислам, дека да се изгради човек во многу подруга и посилна фигура понатаму во животот. И имам убави спомени, доста убави спомени имам од Чаир, поготово од местото каде што јас живеев и тука бидејќи ни беше блиску све, јас живеев на Дижонска. Од Дижонска како се спушташ доле имаш позната улица. Да. Мислам генерално луѓето имаат некакво си друго мислење за Чаир. Јас го сакам многу Чаир како населба поради тоа што јас никогаш не сум имал проблем во Чаир. Јас имав повеќе проблеми кога се преселив во Лисиче како дете него ли кога живеев во Чаир. Така, па тоа се предрасуди за оние кои што зборуваше пред малку, да. И тоа е сепак едно, по мене искрено, едно од најбавите места во Скопје, затоа што е така позиционирано, местоположбата е таква, тоа е навистина срцето на градот. Да, блиску си до град, до центарот на градот, блиску ти е се останато тука околу, функционира на урбан, на некој урбан тип на живење. И чаршијата тука, да. Така да, одлично. Какво семејство беше твоето, Даско? Скромно семејство, мислам, ние бевме семејство, 4-члено семејство, јас имам помал брат, година и 5 месеци имам помал брат од мене. Мајка ми и татко ми живеевме во куќа каде што живеа повеќе семејства во Чаир, тоа е една А и тоа е исто некако препознатливо за Чаир, да живеат повеќе. Да, повеќе семејства во еден двор што се вика, така живеевме ние, значи имаше таму 4 семејства ако не се лажам, значи баба ми, дедо ми, ние, на татко ми братучет и на татко ми братучет од мајка му и татко му и тие исто мој баба и дедо. Да, сега би можел да замислиш така да живееш, бидејќи тоа нели една генерација ако се па веќе е многу, а камоли. Да. Јас моментално каде што живееме така, значи моите се мислам куќа сме сите, меѓутоа сме физички одделени. Јас имам посебен влез кај мене, посебно се и они се на другата страна, меѓутоа пак сме тука. Вајде ќе кажам, тоа ми е, што знам, од рано детство, така што сум гледал како живеат, како функционираат и некако така живеам и функционирам. И не знаеш поинаку? Да, не знам поинаку. Меѓутоа сум пробал, значи сум живеел на страна од дома, да речам, не сум се чувствувал како во мој дом, иако има некои предности, има да и ово има исто само то по себе предности има. Се си има свое зашто и затоа. Така да сум се вратил назад да живеам во куќа првично ради тоа што е куќа. И во заедница некоја каде што, например, нели, ти во зграда да живееш со комшии тука и тие се расправаат и се викаат цело време и се дешаваат некои работи, така да слично е, ама некако барем си помеѓу твоите луѓе, ако не на крај гледам. Така. Какви беа тинеџерските години? Луди и незаборавни. Луди и незаборавни. Како и на сите, генерално. Да. Учев средно во петете завршив. По иницијатива на твоите или? Не, сам. Сам. Јас сакав првично да одам во Корчагин да се запишам. Да, Корчагинец сакав да видам. Да, сакав Корчагинец да видам и потоа сватив дека, не сватив дека едноставно ќе ми биде многу далеку да идам до таму до школа. И тука ми беше првото средно кај што си истовари пола автобуси. Да си скратиш мајките барем за превоз. Тука, да. Не, сакав да учам електротехника, тоа имам завршено електротехника и телекомуникации, ми интересираше целата таа работа околу електрониката, ако во нешто сум се пронаоѓал како дете, тоа било тоа. Значи компјутери, технологија и слични работи. Многу брзо знам да научам некоја работа и многу добро се снаоѓам со тие работи. И тоа сакав да го учам, меѓутоа средно како средно околината ако не те завлече, ќе бидеш многу добар, ако те завлече околината. Тебе те завлече? Многу. Не завлече на ке музика, а таму ги запознав моите први
колеги да ги кажам ајде денеска, као што се Тракер, Ангело, Иван Ајнштајн, сите останати оние кои што денеска работат музика, артисти. И првите допири со музиката ми се мене Тие уствари се виновници. технички, да. Технички од средното мое училиште, кога почнав веќе да креирам, се запознаваш во различни околини, нели си наоѓаш своји истомисленици на луѓе. Јас така се најдов со Тракер, кој што ете така, силом прилike, он беше карши мене, у хемиско учеше средно. И тука автобуска, нешто зезање, па после тоа преку некои мои другари кои што снимаа кај него песни се запознавме. Отидов кај него во студио, ми даде шанса да снимам, почнавме да снимаме, да работиме на песни се. На колку години беше тоа? У 15 години. Значи 15, веќе прва година. Средно, средно, прва, втора година средно тука негде и веќе почнав да снимам константно и да се движам во кругови каде што има многу рапери. Да речам така се. Твоите беа во шок од каде идејата или? Не, моите не биле у шок. Моите никогаш не биле во шок од тоа што сакам јас да правам, поради тоа што од рани детски денови имале дома шоумен. И тоа имам баба во Америка која што кога ќе доеше тоа викаше кај е шоуменот, знаеш, и ја им правев шоу секој пат. Да. Ќе пуштат песна на телевизија, јас станувам, играм, ги забавувам, пеам и тоа не им беше толку чудно на моите. Значи, конечно супер, ете, барем ќе почне да заработува, не за џабе. Ама, знаеш како, ние тогаш правевме рап музика и рап снимавме, знаеш како им кажа, кога снимаш рап, малце се скептици, дете иди учи факултет или учи школа, знаеш, сакаме да имаш некоја сигурна иднина. Гледано сега од оваа страна на родител, и јас сигурно би постапил исто, иако во тој момент мене ми звучало, на нив им звучало тоа сулудо и буквално биле као чекај да си обезбедиш иднината, па после прави што ќе правиш у животот, да. Меѓутоа јас сум верувал во тоа што сум го замислил во својата глава и што сум го имал како цел и најверојатно и за тоа ми успеало, затоа што сум бил доволно тврдоглав и луд да верувам дека можам да го остварам. Не, доколку нешто навистина многу посакуваш и веруваш во тоа и ќе се исполни. Па да, ја мислам дека тоа е дел од успехот, меѓутоа сметам дека треба да си и доста упорен. Значи, ако ти го сакаш тоа, не приш ништо во врска со тоа, тешко дека ќе се оствари. Така да мислам дека треба да си упорен и на првите 3 сопнувања да не легнеш доле, туку да стануваш константно. Да не подклакнеш. Да. Така. Нешто подоцна беше дел од полицијата. Да. Како сега ова од целава приказна? Се најде ситуација каде што Бидејќи тоа е исто, или кога ќе прашаш мало дете што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, и најчесто кажуваат јас сакам да бидам доктор, сакам да бидам полицаец, многу често и така, кај тебе тоа не било во раните детски. Да, знаеш како, кај мене тоа се роди, јас сакав да одам во специјална единица да се пријавам. Да работам во специјалните единици на Македонија. Сега, поентата беше што ти за да работиш во специјална единица, постојат две опции. Или да доброволно служиш војска, потаму да се отвори конкурс и да влезеш на конкурс, па од тој конкурс да поминеш селекција и да влезеш во специјалните единици, тоа е за армија. Од друга страна, во Министерството за внатрешни работи мора да влезеш на конкурс за полицаец, да влезеш во полиција, да работиш полицаец, па онда ако се отвори конкурс за специјални, да се пријавиш селекција и се натаму и да влезеш во единиците. И сега ја, тој период баш нешто и не ни вадев музика. Јас никогаш немам издавано музика, снимав све, меѓутоа све тоа беше некако многу, да не речам, немаше пари. Буквално не ни настапував, немаше пари, тоа се негде на 19 години се пријавив на конкурсот, 20, ако не се лажам, 20 на години веќе го завршив, 21 веќе бев работен во Министерството за внатрешни работи и работев. Работев 5 години во Министерството за внатрешни работи. Поентата ми беше дека додека јас бев на конкурс за полицајци, кога влегов во полиција, се сменија неколку, имаше избори, се менуваа министри, не се отвараше конкурс за во специјалните единици. Јас работев како обичен полицаец. Што константно чекав ден само за да се отвори конкурс, за да може да се пријавам за во специјална единица. Работев во полиција, тоа искуство ми донесе многу во животот и делот од Да, какво искуство? Ја мислам дека едно од, да не речам, поубавите искуства во мојот живот, од поглед на тоа дека работиш некоја работа која што е прилично опасна и одговорна.
Да, пред се. Друга работа дека се снаоѓаш во ситуации не секојдневни се наоѓаш, значи дента може да биде некоја мирна смена, да, кај што ништо нема да се случи, но меѓутоа може да биде и некоја смена каде што ќе ти биде главата превртена наопаку, што се вика, и да не знаеш на кај да фатиш. За млад човек сметам дека е добра работа. Мене ми беше добра ради тоа што бев млад, ми беше интересно, меѓу луѓе си константно. А кои навики ги стекна од тоа? Стекнав дисциплина многу голема стекнав, значи првично стекнав голема дисциплина ради тоа што во Идризово додека бев на обука за полицаец, стекнав многу навики како типот на вежбање, станување рано, нели мора да си безбричен, мора да си константно дисциплиниран. Тоа имаш некој терк на работите кои што ги правиш 10 сати легно. Да, буквално беше како војска, утринска гимнастика од сабајле и се останато. Тие навики ги стекнав. После тоа се текна време кога работиш во полиција, тие ти чеснуваат ради смени, ради сите останати работи кои што се веќе ти се пореметува и биоритамот. Меѓутоа, искуството кое што го добиваш во ситуациите кои што се наоѓаш е, мислам дека не се купува со пари од проста причина ради тоа што ти си тој на лице место, дај направи ова како можеш најдобро. Да се заврши целата работа најдобро на најдобар можен начин, значи да нема проблем ни за луѓето, ни за тебе, ни за дали сите останати да бидат среќни и задоволни, што викам јас. Музиката беше виновни да се откажеш од ова? Да. Да. Во меѓувреме почнав да вадам, тоа имаше тракер виновникот и Гордан. Затоа што имав една песна која што беше снимена уште пред да отидам јас на конкурс во полиција. И стоеше кај тракер компјутер. И они почнаа да прават некој бран како Urban Records, почнаа некоја продукција да создаваат и беа као, дај да извадиме оваа ствар. Ја викам, луѓе, значи не е возможно, викам, да се вклопи, јас не верувам во тоа, викам, не е возможно да се вклопи оваа слика со оваа слика. Ме разбираш, као, од една страна работиш некоја многу сериозна работа која што стварно бара да имаш некој углед, од друга страна сега ќе рипаме, ќе изиграме Бесни Глистиов, дека ќе пееме, ме разбираш. И бев многу скептичен за тоа. Они беа убедени дека можат и двете работи да идат напоредно. Едно со друга, да. Да. Они беа скрос убедени во тоа. Ја бев као, ајде ќе ви верувам, ќе ја снимиме, не знам какви последици ќе имам на работава, ама окей. Ајде, кога е бал, нека е маскен бал. Снимивме спот за Рутина, тоа е мојата прва песна која што ја издадов и Рутина, кога ја извадив, имаше страшен одзив. Значи, првите недела дена, тоа за тоа време беа некои бројки кои што викам јас за нас беа нереални. Као 10.000 прегледи имаше за една недела, втората недела веќе 20. Тоа беше константно на секоја недела. Значи по 10.000 прегледи на недела која се собраа на крај на месец 40-50.000 прегледи, ние се чудиме. Почнаа да звонат луѓе од телевизија за интервјуа за све останато, јас викам, чекај малце сега, што ќе правам? Кај сум, да. Да. И терав понатаму со музиката, продолжив да терам, меѓутоа почна веќе да представува проблем ради тоа што веќе почнаа да ме препознаваат и луѓето на улица. Јас идев и на настапи, не можев да искомбинирам со работата никако, кога ќе идеш на настап, знаеш те бараат, може некогаш да си на работа, ноќна смена и се останато. Иако ми требаше сепак да имам некоја сигурна работа која што ќе ми носи прилив заради тоа што пак музиката не беше, да, музиката не беше некој да речам примарен финансиски двигател на моето живење. Значи од музиката немав толку многу средства. Додуша таа поешка знаеше да ми земе, јас плата ќе земам, јас инвестирам во спот, јас плата ќе земам, инвестирам во песна и се останато. И значи тоа ти правеше проблем во... Да, и генерално ми правеше проблем и затоа највеќе мене ми представуваше проблем кога ќе искочам например на терен и луѓето те препознаваат и те гледаат и сакав тоа да го скинам скроз. И после одреден временски период сватив дека не можам да функционирам на две полиња и само дадов отказ, поднесов за отказ, значи не бев избркан, туку си поднесов сам за отказ, со бајање со све, да. Одобрено ми беше све тоа, си вратив тоа што требаше да вратам. Дали се покаја никогаш? Поради таа одлука. Дека напуштив од полиција? Да. Не. Сметам дека ова ми било попаметна работа, да работа ми да затоа што некако повеќе се пронаоѓа во ова. Ако ја немаше музикава, јас сигурно ќе бев таму се уште и сигурно ќе бев во специјалните единици, знаејќи моите физички способности, бидејќи пробав, отидов на проверки, моите физички способности, психички, сите тестови за страв ги поминав во таа единица. Бев повикан за да идам на селективен
за во единицата И тоа ти за било која што една сакав. супер прилика да докажеш на самиот на себе дека можам да го можеш направам. го Ова да, и направиш, сватив да. дека тогаш веќе напоредно и вадев музика, имав доста голема популарност и сватив дека ако отидам во таа единица, дека веќе за мене нема да има приватен живот, нема да можам да го работам моја, затоа што веќе станува збор за исклучително сериозна работа што ќе треба да ја работам. И голем поздрав за сите луѓе кои што беа тогаш со мене, вака дупатам за сите тие луѓе кои што работат моментално во таа единица, затоа што се восхитувам до ден денеска на нив и на нивната Ти беа работа која поддршка? што ја работат, да. И се уште се таму и работат и веќе се инструктори и професионалци во таа работа. И ден денеска се гледам и сакам да кажам дека воопшто не е лесно, меѓутоа не ми идеше мене со ова. Никако не ми идеше со ова И ова е нешто креативно, нешто што е многу поинако, да. Да, не идеше едното со другото од проста причина што да речеме ќе немав приватен живот, ќе морав да го дам на таа работа, да го посветам 100% и ова ќе беше забаталено. А веќе убаво тргна и видов дека може да има плодови за понатаму и се решив дека ќе баталам све и еве сум кај сум денес. Така, задоволен и среќен, што е најважно. Веќе ја газиш третата деценија, значи тоа се некои навистина За кратко. За кратко, да. Меѓутоа си релативно млад, но имаш еве да кажем едно фино богато искуство досега, бидејќи си и среќно оженет, имаш две дечиња, некако се кога се послучија сите тие работи, кога најде време за се? Па ајде да ја спомнам, да не ја спомнам, не знам како короната да ја спомнам, таа една Е виновник? Да, една етапа од сите наши животи која што нели колку и да беше лоша за некои луѓе, толку беше и добра за некои луѓе. Да речам за мене, искрено јас ми беа скратени настапите, на сите ни беа скратени нели настапите, тие јавни собирања ги немаше толку. Меѓутоа тоа ми беше некој момент да се рефлектирам на сите оние години наназад што сум направил, како сум поминал и дали е сега правиот момент за да го направам тоа што сакам. Јас сум дечар по природа, многу сакам деца, многу ги сакам какви се, како функционираат, колку се искрени, Детето од нивната тебе енергија. никогаш не излегува, Никогаш. така? Ако умре детето во мене, тогаш значи дека целата креативност што ја имам и што ја носам во себе ќе ја изгубам поради тоа што да си креативен е да си дете и да фантазираш. Тоа е креативноста, фантазијата е креативност. Ако можеш да Наташа ја запозна фантазираш, за време на короната, така? пред короната ја запознав, меѓутоа во короната почнавме малце посериозно да Имавте време, газиме во тие води, да. И со тек на време некако си прираснавме на друг, иако знаевме од првиот момент дека сме еден за друг, ама со тек на време ни се зајача таа врска и некако стана многу постабилна со текот на времето, поготово короната кога све беше затворено. Живеевме заедно, си седевме заедно, функциониравме заедно и така со Колку тек време на сте време. веќе во брак? 5 години? Сега во брак сме 5 години, да, а во врска сме 6. Да. Така ќе му 25-та, да. Така, 5 две години дечиња, како што кажав, тоа е Да. Лукијани И Киријана. и Киријана. Лукијан и Така, Киријана, колку години да. имаат? Лукијан има 2,5, Киријана има година и колку ќе му даде септември, октомври? Години 3 Значи, исто месеци некак скоро, мала разлика како години ти 3 брати. месеци се разлика. Јас и брат ми сме години 5, они се години 3 месеци. И тоа све се случи некако природно. Значи буквално све си дојде едно по друго. Имавме еден обид за дете со Наташа, тоа го имам кажувано, кој што беше неуспешен. За жал, да. Силом Колку прилики, остави тоа некоја трага или траума, да кажем? Кај нас беше тоа на некој начин, како да го кажам сега, траорно, страшно, затоа што ние бевме прво искуство такво некое беше, каде што требаше да се секираме, да се грижиме за нешто во нашите животи, што викам јас нешто што не сме јас и она, туку нешто што е плод на нашата љубов и наеднаш, нели се припремаш, се спремаш да станеш родител, да биде свет тоа, И веќе ти се починаш руши да ги светот, менуваш да. навиките, да и наеднаш тоа не постои. И не знаеш дали следното ќе биде исто. А што се случи Дали ќе се конкретно повтори? за сите оние кои не се запознавали? Има, она остана трудна, ние дознавме дека остана трудна, веќе втора недела, трета недела дознав дека е трудна веќе тогаш кога се дознава.
све супер, радосни, среќни, идеме на ехо, супер има пулс, супер се развива ембрионот, нема никаков проблем. Сите раденовите идеме на контроли, све доека еден ден она не ми се јавува. На мене ми вика, бе, вака и вака се случува, значи имам црвени дамки, ми вика. Викам, што е работа? Вика, вака и вака. Викам, не е ништо страшно, знаеш, најверојатно е некоја нормална работа. И праќа она на нејзиниот доктор, он вика, дојдете одма на контрола. Отидовме ние во една ординација на контрола, кај што отидовме во таа ординација на контрола, прават ехо, немаше срцева реакција ембрионот. На втората, оваквото веќе е 8 недела, према 9 недела. Отидовме на друга машина, како фазон да провери исто ехо да направи, вика, нема срцева акција, нема ништо. Вика, ова е, значи, мртов ембрион. Тоа е веќе во развивање, меѓутоа сепак не е. Меѓутоа, И дознавте која беше причина? немаше причина. Нема причина поради тоа. Тоа се случува многу често. Кај луѓе се случува, мислам кај сите, не постои конкретна причина зашто се случува. Тоа може све да е. Значи може да е хормонално пореметување, може да е дисбаланс од храна, може било што може да се случи, го предизвика. Да го предизвика тоа. Има луѓе кои што јас викам сега среќа у несреќа, ама среќа у несреќа е што се случило во 8-та недела. Има на луѓе кои што се случува во 7-ми месец, во 9-ти месец имам слушнато случаеви, пошто од кога ни се случи на нас, јас не дека многу зборев за тоа, меѓутоа зборев со луѓе кои што знам дека можам да им верувам. И потоа дознав уствари дека многу често се случува тоа и дека не е, да речам, некоја страшна работа, туку дека едноставно само треба да се продолжи да се пробува, да се тера и да се функционира нормално у животот. Иако кај нас, пак ќе кажам дека остави трага, меѓутоа ете, после тоа земавме куче, чувавме, затоа што пак сметавме дека треба да се грижиме, да се секираме за некој, затоа што бевме спремни на тоа. Земавме куче, со кучето си теравме, се грижевме, спиеше со нас, тука живееше со нас, додека Наташа не остана втор пат трудна, со Лукијан. Тука беше кучето околу нас цело време. Имаше страв на почетокот исто? Да. Да, многу беше уплашена она на почетокот. Веќе со Лукијан беше многу страв, ама ги превземавме сите мерки кои што мислевме дека во претходното искуство, во претходното искуство направиле, мислам во претходната ситуација направиле да се случи тоа што се случи, ги превземавме сите мерки и мислам дека тоа е една од главните причини, затоа што пак ќе кажам, постојат многу фактори кои што влијаат на тоа, ама никој не може со сигурност да каже дека тоа е тоа. Значи притисок, запушување на крвни садови, женското тело е многу чувствително на сите работи кога е трудно, дури физиономијата на телото на жената се менува и тоа е неверојатно фасцинантно. Добро, тоа си приметил. Да. Значи буквално се обликува за да се роди нов човек и тоа е стварно капа доле на сите жени за тоа што го поменуваат низ бременоста и тоа е тоа. Браво. Ето, Наташа сигурно е срекна, иако знае со кого живе. Апсолутно. Каква е дружбата со колегите? Мене ми е наистина драго што рап музиката или рап сцената во Македонија е одлична. Имаме наистина со што да се пофалиме. Каква е вашата комуникација меѓусебно? Колку сте си поддршка? Не сте многу, но сте функционираме многу добро, знаеш зашто? Баш преди тоа што не сме многу, иако имаше периоди каде што, например, се фативме на зуп, ама тоа е класичен муабет во секоја индустрија, каде што, нели, каде што има шоу, секогаш ќе има и бизнис. И бизнис, ама ќе има и искри, што викам јас ке летаат, ради тоа што да се докажеме сега, пошто рап музиката, јас ќе оземам рап, иако многу луѓе не може да се согласат со мене дека правиме рап музика. Ние правиме некој амерички нов стил на музика, меѓутоа пак е суштината е пишување текстови, рецитал и рапување. Така да во таа музика постои доста компетитивност сама по себе со сите други артисти. И ние еволуиравме доста од тој момент од кога сме почнале да правиме музика до сега, дури правиме многу поразлична музика од тогаш. Меѓутоа, во одреден временски период од нашите животи имало некој судир, и тоа ќе го кажам судир ради тоа што имало некоја борба тука помеѓу нас за тоа кој е не конкуренција, туку кој е подобар, кој е поквалитетен како артист, кој може подобро да изнесе емоција, стил, спотови и све останато. И можеби тука се случиле некои работи, меѓутоа во моменталната ситуација сме многу кул, функционираме многу добро, сите со секој, дури гледам и дека многу доста од младиве луѓе што се помлади од нас генерацијски
гледам како гледаат на нас и како гледаат она ние што сме го направили, ако ние не сме свесни. Ние сме отвориле после нас искочија доста многу млади деца на естрадава. Значи, многу млади артисти кои што, например, да не сме тргнеле ние по тој пат да го отвориме тој шаблон на музика, кај нас можеби немало никој да ги види. Можам да набројам најмалку 10 луѓе кои што прават добра квалитетна музика, немаат ни 22-3 години моментално кај нас. Ќе го земам за пример Пајак. Така, сепак вие треба да бидете добар пример за младите генерации, за некои што сакаат да се занимаваат со овој стил. И тоа им го докажале дека уствари со разнебитување, со расправање дека не може да функционираат, заради тоа што ние сме направиле кариера, еве јас и Двабона и Тракер и сите што бевме во првата таа екипа на Urban Records направивме кариера само поради тоа што бевме сложни. Ние правевме дуети сами меѓу себе во нашиот круг на продукција, ради тоа што да речеме тие повозрасните од нас што беа као музичари не ќе да прифатат да работат со нас, ние бевме млади, некако им бевме чудни, и неискусни и чудни им бевме, нашата музика не беше за нивното уво, се одека не го докажавме спротивното и ние моравме само меѓу нас да работиме. И јас ќе направам песна со Тракер, ќе направам песна со Двабона, Двабона ќе направат со Тракер, па ќе направат со мене и така функциониравме. Или сите четворица ќе се ставиме на еден проект и така функциониравме во таа екипа. И уствари така направивме ние успех. Секој сам по себе, Двабона има обид еден пред да влезат во Urban Records да направат кариера. Мислам, и тоа беше окей, меѓутоа не им успеа како што им успеа во Urban Records. Јас имам неколку обиди да пробам да направам кариера, не ми успеа како што ми успеа кога го направивме Urban Records. И кога функциониравме сите заедно како едно. И тоа им го докажавме на младите и сега ги гледам дури дека имаат желби и сите соработуваат едни со други. Не знам, Лара со Вански прави песна, Пајак со Лара прави песна, Лука Чомбе еве го е млад артист од Куманово кој што јас имам песна со него, направивме заедничка песна. И гледаат дека... И треба да се поддржувате иако сте, да кажам, некоја здрава конкуренција која мора да постои. Дека ако постарите, нас не ни дале шанса да работиме со нив, за разлика од нив ние им даваме. Еве ги кај Двабона дечките во продукција кои што се Вански, Инсертакик, Шаро, сите, они имаат песни со Двабона. Значи, тоа се некои работи кои што ние како артисти, иако сме докажани, иако сме изработеле неколку проекти и сме станале доста популарни, не ги оставаме они да висат на цедило, туку напротив работиме со нив. Затоа што сте го поминале тоа и знаете како и многу е потешко кога си. Колку ја имаше поддршката од други некои колеги и дали Панчо беше еден од ретките кои ти ја даде најголемата поддршка? Да, може да кажам дека Панчо беше еден од луѓето кои што стварно ми беа во најтешките периоди во мојот живот тука за мене, иако сметам дека не знам како се уште го преживувам целиот тој момент, дека не е тука меѓу нас, не знам како го кажам сега, Бог да го прости, не сакам да го кажам заради тоа што се уште не верувам во тоа. Уште ми е доста тежок цел тој момент. Со него функционирав многу убаво, као првите патики Джордан на син ми ги носеше, Панчо му ги донесе, како да ти објаснам, првиот комплет тренерки му ги донесе Панчо Джорданки, значи ние се фуравме на тој фазон Джордан, хип-хоп култура и се останато. Во најтешките моменти од мојот живот беше тука за мене, буквално секој пат кога имав некој пат надоле, беше звони когаш што и да ти треба. Знаеш дека тука сум за тебе. Дури во муабетите баци дома, жена, деца, фамилија и се слушаме беа муабетите секој пат. И фактот што изгубивме таков човек од естрадава, мислам дека е непоправлив, поготово за во мојот живот. Јас не можам да кажам колку пати бескрајно сум му благодарен што сум го познал и сум го кажал тоа, дека бил жив. Иако една работа не ми е криво е тоа што сум го кажал тоа и знаел дека од мене знаел како јас се чувствувам спрема него и спрема тоа што го прави за мене. Многу он ме запозна со Лазе, јас со Лазар Цветковски немав никаква комуникација пред тоа, он ме запозна со Лазе, ме стави на проект со ДНК, кога многу тешко беше да направам јас било каков проект во мојот живот после онаа ситуација со Наташа што ја доживеав и сите останати работи. Он беше тука константно да ме буста, константно да правиме муавет, иако сам се бореше со многу работи низ животот. Поготово да не речам во неговиот ментален склоп, поради тоа што
нели растен без татко, беше растен, тоест без татко, не гледа прамоват. Како И уште по да е жив, загубата на мајка му, да. Да, и по загубата на мајка му. И самиот се бореше доста со некои работи, знаеше да одвои време за да направи муавет со мене и да ме посоветува или да дојде на гости, да пиеме кафе или да поседиме и да си направиме муавет и да идеме на журки и да настапуваме заедно и све. И бев гостин на концертот по повод 20 години исто. Таму поминавме прекрасно, полна сала, полна емоции и не знам, едноставно Панчо и Андреј и сите останати членови на бендот ќе кај мене и мислам дека кај многу други луѓе ќе бидат запаметени како големи луѓе, големи хуманитарци, пред се златни деца, убави луѓе, добри да. луѓе, да. Убави луѓе. Добри луѓе, да. Убави луѓе изгубили. Дали имаш храброст, еве, после толку месеци, за жал да ги избришеш? Јас да речеме, така кога ќе изгубам некои драги луѓе, никогаш не можам да го избришам бројот во именик, не сакам да ги избришам параките. Колку тебе тоа ти се случува? Ја последниот месец дена, што викам, јас мислам, да, месец дена ќе бидат така, да речеме сега. Затоа што онот кога беше во болница, јас со Андреј немав толку голема комуникација, иако бевме многу блиски. Јас со Андреј имам седено 3-4 пати, меѓутоа со Андреј не може да не го сакаш, таков човек беше Андреј. Меѓутоа со Панчо имав доста комуникација. Првично ради тоа што бевме блиску со живење, он беше во аеродром, јас во Лисиче, второ ради тоа што он со на татко ми брат Учеце од исто мало и тука веќе многу има работи кои што не поврзува. Правев муабети на дневна база. Јас имам муабети на Вибер, имам муабети на Инстаграм со Панчо, имам муабети преку СМС пораки. Јас последниот месец ден отворам и читам муабети само што сме правеле со Панчо и Додека беше во болница, не бевте во контакт? Не, немав никаква опција за да бидам во контакт, затоа што константно беше на интензивна нега. Јас дознавав преку други луѓе што и како функционирал таму и како се случувале работите. Не успеав да исконтактирам со него, иако пак ја кажам дека ми бил едно од најголемите поддршки во моментите кога не сум имал никаква поддршка од ниеден друг човек за тоа што го правам. Не успеав да исконтактирам со него, меѓутоа му го кажав тоа пред да се случи целата ситуација, дека го имам како порака, го имам сочувано, дека тек сега сваќам кој е он во мојот живот и колку го ценам тоа што он го прави за мене и дека многу го сакам, буквално. И он со тоа ми враќа као, знаеш дека за тебе така функциониравме, јас он братски. Многу беше принципиелен, многу беше старошколски, скопски старошколски учен, веруваше во она поштовање, ако имаме, не е битно колку пари имаш ти, колку пари имаме или каков углед имам, ако можам да ти помогнам, ќе ти помогнам, ако не ти одмагам. Веруваше дека младите поготово ги сакаше доста. Он ги сакаше доста младите луѓе кои што пробуваат да направат нешто. Сите ги поддржуваше од млади артисти, константно се залагаше за македонската музика и еве тоа правам последниот месец е така, читам пораки, само и ќе ми текне на него, ќе отворам и фаќам дека не можам да вратам повеќе таму кај што треба. Така, но си уште не веруваме, но нема никогаш да бидат заборавени преку емисии, преку нивните дела и тоа реалноста за жал. Барем тоа ќе кажам, барем нивното наследство го имаат направено да биде чисто и да биде така и нивните деца да се гордеат на да бидат горди на нив, заради тоа што јас знам он колку и Андреј воедно и Панчо колку си ги сакаат децата, колку си ја сакаат фамилијата, колку живееа за нив и работеа за нив и колку беа настроени да они израснат во прави личности и луѓе и карактери. И сметам дека ќе израснат затоа што нивните родители, јас сум татко, јас од гледна точка на татко го кажувам ова сега, знам дека моите деца не сакам да гледаат во човек кој што има дамки на него, кој што правил се и се што за публицитет. Они напротив, они биле толку скромни, биле толку добри, биле толку хумани секој пат, никогаш не направиле нешто за да дигнат публицитет и фама на база на лажни вести и биле хумани. Колку видено, толку и невидено. Значи, колку што виделе луѓето дека биле хумани, има толку направено и кога не виделе луѓето.
И можам со сигурност да кажам дека нивните деца треба да бидат горди на нив за тој временски период што го живеале, кој што бил краток, направиле многу повеќе од што требало да направат. Така. За крај нешто што спремаш, нешто што не очекува ново, нешто што ќе излезе од твојата работилница. Драго ми е што ете прв пат ќе зборуваш за тоа, иако имаше некои спекулации дека тотално сакаш да ја заборавиш музиката, дека ќе ја ставиш на страна и дека ќе се посветиш на нешто сосема друго, но ете информација од прва рака дека не е така. Да, не е така, не. Музиката не можам никогаш да ја оставам од проста причина што веќе е таа дел од мене. Станата е дел од мене, нема пензија, пензија ќе има кога ќе снемам глас, а до тоа стерам. Мислам, веќе албумот тера, извадене, 2 песните треба да искочат сега, па после ќе искочат уште 2, ќе вадам по 2 песни секоја недела, затоа што некако форматот на албум да го извадам цел ми беше временски бев многу краток за да го изведам како што сакам, а вака барем имам место да диши од песни до песни, имаат место да ги преслушаат луѓето, да видат што ќе им фати уво. 7 песни се опрашање, 3 дуета има, 4 ми се соло. Со кога? Едниот дует е со Двабон, едниот дует е со Тракер и едниот дует е со Лука Чомбе. Тоа се 3 дуета. Има некој фаворит? Мене ми е Раниот злато фаворит, таа ми е најдобра песна, некако така се вика, албумот е насловен Раниот злато и некако ми е фаворит Раниот злато од проста причина што си раскажувам некоја мотивациона животна приказна во нејзе. И таа ќе искочи сега наредна, така да би требало да до крај на месец ноември, почеток на декември да ги имам издадено сите песни. Така да тоа е на музички план, имаме некои синглови. Годината. Да, има некои синглови кои што ќе треба да ги спремам за до крај на година или за почеток на следната, така да на музички план има доста работа, само сега моментално ете го албумот па после се останато. Така, за крај, додека не ја слушнеме, не го слушнеме твојот фаворит, која е твојата најголема мотивација? Жена ми и децата. Жена ми и децата, искрено. Јас, па ќе кажам, од секоја сум сонувал и сум имал желба да имам семејство, кое што ќе функционира добро, кое што ќе има, иако пред тоа сум живеел во едно семејство кое што немало многу, а функционирало многу убаво. Во љубов, мир и хармонија. Така живеам и сакам да продолжам да живеам така, поради тоа што најголемата мотивација ми се они и се правам за нив. Буквално и се потекнува од дома. Да, се потекнува од дома. И таа енергија што имам дома ја немам на ниедно друго место и они ми се мотивацијата, иако они не се свесни уште, као да речам, децата не се свесни што прават и колку ми даваат мотив, меѓутоа секој пат кога ќе погледам сваќам дека утре кога ќе пораснат сакам да гледаат во човек кој што не се откажал. Без разлика тоа дали ќе биде успешна приказна или не. Ако не е една успешна, втора, трета, пета, десетата ќе биде. Ама сакам да гледаат во човек кој што не се откажува, да бидам родителот кој што не застанува на не. Значи не постои во нашиот речник. И не да може не сакам. Пример. Да, не може, не сакам, не постои во речникот. Мора да може. Ќе го засакам ако не сакам и ќе го направам ако доволно го сакам. Јас така живеам, јас по тие принципи се водам и невозможно не постои кај мене како во речникот мој. Све што се е возможно. Да, се е возможно. Ако доволно го сакаш и се трудиш, се е возможно. И они ми се најголемата мотивација и Бога ми мислам дека од тука само нагоре ќе иде све. Одлично, искрено од срце ти благодарам што до овие неполни 30 години, навистина твојот животен пат е интересен, различен. Интересно е што имаш многу ситуации кои што, например, многу луѓе и не те доживувале така дека си ги поминал. Драго ми е што ги сподели со нас и сигурно некој ќе извлече поука од сева ова што го кажа. Најважно е дека вистинските вредности се тука и дека ќе бидеш добар пример за своите деца и дека ќе оствариш се што до сега си замислил и драго ми е што им даваш поддршка на оние кои сакаат да бидат креативни и да се занимаваат со ваков вид на музика. Фала ви на поканата, искрено, убаво си Втор дел на 60. Да, не, ќе биде за брзо, ќе биде за брзо. Ќе биде, вака да се поздравиме, нели? Ти благодарам уште еднаш и ќе им се заблагодарам и на нашите гледачи што беа дел од оваа емисија и секако се гледаме ние повторно за 7 дена на истото место во истото време со нов соговорник.